Вести на Канал 8, добро дојдовте. Студентите од Кочани кои се добитници на стипендија од општина Кочани за тековната студиска година ги потпишаа договорите. Во изминатиот 11 годишен период од општинскиот буџет се доделени околу 300 стипендии во вкупна вредност од 115.000 евра. Вкупно 24 студенти кои ги исполнуваат условите пропишани во правилникот за стипендирање на општина Кочани ги потпишаа договорите за користење стипендија за тековната студиска година. Годинава биле поднесени 43 пријави, при што 13 студенти добија стипендија за постигнат висок успех во студирањето. Двајца корисници се студенти од ромската етничка заедница, 4 од социјално загрозени семејства и 5 студенти се од медицинските науки. Поради здравствената криза, потпишувањето на договорите се спроведе според мерките за заштита од ширење на вирусот, а градоначалникот Илиев упати честитки до добитниците на стипендијата. Јас сум свесен дека една локална самоуправа, една општина, економијата може да ја движат млади и стручни кадри, кои се повеќе од потребни на секое општество и на секоја општина, така и на нашата општина ни се потребни млади кадри кои ќе го преземат предизвикот што стои пред нив и по завршувањето на студирањето секако ќе влезат во процесот на производство и ќе дадат свој допринос за развојот на локалната економија, а секако со тоа ќе ја движиме и економијата во целата држава. Во текот на конкурсот 9 студенти поднеле барање за повлекување на поднесената пријава за стипендија, затоа што се нашле на листата на доделени стипендии од Министерството за образование и наука. 10 од пријавените пак не ги исполнили условите поради некомплетна документација, несоодветен просек или пак се запишани повторпат во иста студиска година. Стипендиите се со месечен износ од 3000 денари и ќе се доделуваат за период од 10 месеци. Одлуката за доделување е објавена на веб страницата на општина Кочани. Стипендирањето се реализира 11-та година поред, а од општинскиот буџет досега финансиска помош добиле околу 300 студенти, при што се исплатени над 115.000 евра. Нов граѓански протест се одржа пред кругот на фабриката за хартија Paper Mill, како револт против загадувањето на воздухот од фабричкиот оџак. На двочасовната блокада на булеварот пред влезот на фабриката, граѓаните порачаа дека се незадоволни од действувањето на институциите и бавното двегодишно решавање на проблемот со аерозагаденоста во градот. Го храбруваме обвинителството да донесе најстрога казна, бидејќи само парична казна очигледно дека на овие луѓе не им е доволна и мислам дека и може треба и некои условни казни да размислува обвинителството во иднина и да се заврши и да дадат еден резултат од досегашната истрага. Тие се казнети, пак добиваат забрана, им се сугерира да работат на мета за да го намалат загадувањето и еве пред 2 дена ги видовте снимките кои сега не револтираа и пак не собраа на ова исто место. Јас само прашувам до кога? За не мислите дека пак треба да доаѓаме и пак само да збориме и дали постои некој што може да го придвижи процесот да ни донесе чист воздух на сите овде. Единствено што можам да се заблагодарам на Paper Mill, тоа што не собраа сите од сите партии, од сите вери и народности и Кочани го направи пообединето од било кога до сега. Само за тоа им благодарам. За ништо друго не им благодарам. Уште еднаш јас ќе кажам, ова е последниот пат дека ќе зборам, бидејќи сите ми префрлаат веќе 2 дена, 4ти пат се собираме, нема резултати. Господа, сите вие што сте во институциите, инспекторатот, охрабрете се и решете го проблемот. Не оставајте луѓето да притискаат, да дават други решенија кои не се својствени за нас во Кочани. Ние сме мирен народ, но не сме бројка. Ние сме луѓе. Имаме деца и ќе се бориме за еднината на нашите деца секогаш и секаде. На граѓанскиот протест беа искажани радикални барања за блокирање на влезот во фабриката и незино затворање, се додека за производствениот процес не почне да се користи поеколошко гориво. Моje лично мислење дека треба да го блокираме уште од денеска работењето на фабриката. Уште од денеска и нема што да чекаме институциите да не спасат. Нека дојдат институциите после, ќе разговараме пред капијата или во фабриката. Значи има 2 начина да ја блокираме, или од надвор или од внатре. Од надвор е многу полесно. Значи ги повикувам нашите сограѓани кои што можат да ни излезат во помош, да најдеме школки од коли или земја и да истуриме и да ставиме пред фабриката.
кои се спремни да останеме тука, значи до крајно решение, па нека дојдат и полиција, и пожарна, и војска, и државен инспекторат кој што нема шанси да дојде до понеделник, бидејќи сега не име работно време. Значи ќе чекат во понеделник во 8 часот, па додека стигнат, ако стигнат воопште. На собраните граѓани се упатија пред влезот во фабричкиот круг на Paper Mill, од каде беше упатена порака дека веќе нема да се протестира, туку дека ќе се преземаат и други мерки за решавање на проблемот. Во еден момент од насобраната толпа беше фрлен и запален светлички факел во кругот на фабриката. Незадоволството од нерешавањето на аерозагаденоста проложи со возила пред зградата на локалната самоуправа и по улиците на Кочани. Успешно е спроведувањето на проектот за собирање и селекција на пластичниот отпад од земјоделството во општина Зрновци. Носител на активностите е Сдруженијето Екотим Исток од Кочани во партнерство со Екопроект КО-ДО и локалната самоуправа на Зрновци. Сдруженијето за екологија и заштита на животната средина Екотим Исток од Кочани успешно го спроведе проектот Селектирај пластичен земјоделски отпад на територијата на општина Зрновци, преку кој се гради систем за правилно постапување и управување со отпадната пластика во земјоделството. Во партнерство со локалната самоуправа на Зрновци и со компанијата Екопроект КО, од почетокот на јуни до крајот на ноември годинава се работеше на обезбедување потребни ресурси за собирање и селекција на пластичниот отпад, како и вклучување на најмалку 10% од земјоделците во општината да менаџираат со пластичната отпадна амбалажа. Главна цел е преку поддршка на граѓанските организации во рамки на проектот Вмрежување и застапување за зелена економија да се воспостави навика за третман на отпадот од земјоделието и да се подигне свеста за здрава и чиста животна средина кај земјоделците. Со оглед што се работи за мала општина во која 90% од населението се занимава со земјоделие, резултатите можеа лесно да се забележат и да се измерат. На 2 локации беа поставени соодветни садови и за само 2 месеца се собрани над 380 килограми амбалажа, најлон и друг вид отпадна пластика што се создава при земјоделското производство. И покрај временското завршување на проектот, главната активност ќе продолжи во наредниот период преку веќе воспоставената соработка на комуналното предпријатие Водна кула, општина Зрновци и предпријатието Екопроект КО. Реализацијата на проектот Селектирај пластичен земјоделски отпад е со финансиска поддршка од Европската Унија. Во билтенот на секторот за внатрешни работи се регистрирани 2 поголеми инцидента што се случиле во изминатото деноноќие. Се работи за напад врз градежен инспектор и врз малолетно лице, поради што против 2 лица е покрената соодветна постапка. Градежен инспектор вработен во општина Кочани бил спречен при извршувањето на своите работни задачи на терен, поради што случајот го пријавил во полиција. Од секторот за внатрешни работи потврдуваат дека во четвртокот на 24 декември во 18 часот во полициската станица во Кочани 40 годишниот НГ вработен како градежен инспектор во општината пријавил дека околу 15 часот при извршувањето на службените задачи бил попречуван од едно лице. Тој вршил контрола на градба на градежен објект на улицата Стамен Манов во Кочани, но собственикот на градбата, 36 годишниот БР, го спречувал во увидот и му упатувал закани. Од Министерството за внатрешни работи информираат дека полосна лицето било повикано на разговор во полициската станица, а по комплетирање на случајот против него ќе биде поднесена соодветна пријава. Истиот ден околу 16 часот и 30 минути во полициската станица во Кочани 31 годишната АА пријавила дека 1 час порано кај детското игралиште на улицата Стамен Манов незиното малолетно дете било физички нападнато. Констатирано е дека напаѓач е М од Кочани, при што насилно му го одзел мобилниот телефон на детето. По комплетирањето на случајот и против М ќе биде поднесена соодветна пријава. Од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Кочани на прес јавно ги повикаат членовите и симпатизери на партијата да ја поддржат иницијативата за протест под мотото за чист воздух. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Кочани ја користи оваа прилика јавно да ги повика членовите и симпатизерите на нашата партија да ја поддржат иницијативата за протест под мотото за чист воздух.
Последниве години СДСМ ги имаше механизмите на централната и локалната власт за да превземе било што во врска со овој проблем. Па затоа ги предупредувам да не се фолираат, ниту да се прават душигрижници за кочанскиот воздух. Ние, како политичка партија, имаме цел работниците да останат на своите работни места, а емисијата на издувни гасови да се контролира. Почитувани граѓани, кога се работи за нашето здравје, нема место за политика. Првата мобилна апликација за помош и подршка на жртвите на насилство Биди безбедна, достапна е за сите, истакнуваат од Министерството за труд и социјална политика. Апликацијата е најпотребна токму сега, во период на корона криза, кога постои ризик случаите на семејно насилство да се зголемат. Министерството за труд и социјална политика заедно со UNDP ја креираа првата мобилна апликација за помош и подршка на жртвите на насилство Биди безбедна, достапна на 3 јазици – македонски, албански и ромски. Апликацијата ќе им помогне на жртвите на семејно насилство брзо и едноставно да побараат помош и подршка, без разлика на времето и местото на кое се наоѓаат кога се во опасност или кога имаат потреба од подршка. Со вклучување на геолокаторот, само со еден клик, жртвите го испраќаат својот мобилен телефонски број и точната локација на која што се наоѓаат до националната SOS линија за жртви на семејно насилство. Веднаш потоа жртвата ќе биде исконтактирана од одговорните лица. Апликацијата е најпотребна токму сега, во период на корона криза, кога постои ризик случаите на семејно насилство да се зголемат. Преку опцијата важни контакти може да се исконтактираат сите институции и издруженија на граѓани кои даваат помош и подршка на жртвите на сите видови на родово базирано насилство. Оваа апликација нуди многу можности, вклучувајќи ја и опцијата корисниците да си изберат броеви за подршка од својот именик, член од семејството, личност од орган, институција, невладина организација или било која друга личност на која и веруваат. Исто така, апликацијата има едукативни и информативни содржини, вклучувајќи информации за правата на жртвите, практични совети за заштита, лични сведоштва на жртвите, како и целиот протокол за меѓусебна соработка на надлежните институции и издруженија за заштита и спречување од семејно насилство. Апликацијата е достапна за користење од сите паметни телефони. Во салата на Центарот за култура Бели Мугри в сабота ќе се одржи новогодишен концерт на фолклорниот ансамбл Мугри. Концертот ќе започне во 18 часот, а организаторите апелираат на запазување на мерките за заштита од COVID-19. Новогодишен концерт на фолклорниот ансамбл и оркестарот Мугри ќе се одржи во салата на Центарот за култура Бели Мугри, со што всушност и Центарот ќе заокружи 2020 година. Станува збор за завршен концерт на ансамблот и оркестарот, со што во целост се завршува годишната програма за работа на Центарот за култура Бели Мугри, планирана за годината што изминува. Фолклорниот ансамбл Мугри на концертот во сабота ќе се представи со скратена програма заради пандемијата со COVID-19. Играорната група ќе се представи со 2 ора, а оркестарот ќе настапи во 2 блока со по 3 точки. Настапки имаат и гостите фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов од Оризари, кои се нивни долгогодишни соработници во негувањето на изворниот традиционален фолклор. Фолклорниот ансамбл Мугри ланската година имаше 20 настапи во земјава и странство. Оваа година, поради пандемијата, настапите беа намалени, со играорната 1 настап, а со оркестарот 4. Концертот ќе започне во 18 часот, а сите присутни може да ги набават картите на билетара и истите чинат 50 динари. Организаторите апелираат да се почитуваат сите мерки за заштита од COVID-19, да се одржува социјална дистанца, а поради пандемијата бројот на присутни ќе биде ограничен.
Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Ви посакуваме пријатен викенд. Довидување.